Близу 7.000 жители од Истокот се со блокирани сметки. Старите долгови и новите трошоци сметките ги испразнија на нула, а некои ги пратија и во длабок минус. Причините за ваквата состојба не се ниту нови, ниту непознати. Блокирани сметки затоа што самите луѓе немат екзистенција, немат пари, немат да си ги подмират дуговите, гледат фамилиите да си ја ранат. И оде на извршител. А тоа е недостаток на самата влада, на самата држава што до тај степен дојдеа луѓето. Судбината на блокираните од Истокот ја делат вкупно 112.000 граѓани од цела држава, на кои долговите им ги блокираа сметките. Некои од долговите не може да излезат со години, но за разлика од другите држави, механизмот личен банкрот кај нас не постои. Значи, со банкрот на физички лица во Република Македонија прво би требало да има добра платформа на владење на правото, понатаму да се донесе соодветна законска регулатива и да му се овозможи на физичкото лице кое што е несолвентно, што значи дека не може да ги плаќа долговите, ниту своите среднорочни обврски, би требало да му се овозможи свеж почеток. Репрограмирање на неговите долгови или преку продажба на имотот кој што го и се покриле должничко-доверителните односи кои што тоа лице ги има кон други доверители. За разлика од кај нас, хрватската влада им ги отпише долговите на 150.000 хрвати, а на 6.200 целосно им ги деблокира сметките. Сите заедно биле задолжени со 185 милиони евра. Дополнително се нудат поволности и за општините кои ќе се одлучат за отпис на долговите на граѓаните. Сепак, дел од македонците се на мислење дека вакво нешто не треба да се случи и кај нас. Не треба. Зошто? Зашо ли? Па си мал трошил, а сега државата зашо да ме го прости? Тоа е најголема грешка што може. Америка е богата, па не отпишува. Значи ја да си плаќам редовно, а тај што не плаќа 10-20 години струја, вода, у банки останал должен, кредити зимал по 10, вили да прави, а сега да му отпишеме долговите. Тоа е криминал. Испружуваат се ги ноците повеќе од колку што ја черката. Има една стара поговорка. Нозите треба да ги испружиш колку ти е черката. Засега, кај нас се блокираат само сметките на примателите на социјална помош. Сите останати со долгови се клиенти на извршителите.